Поштовани гледачи, на актуелни теми поврзани со земјоделството, дојдовме во Министерството за земјоделство. Министре, ви благодарам што одвоивте време за ова интервју. Првото прашање секако е поврзано со новиот закон за земјоделство и рурален развој. Доста интересна тема, предизвика бура реакции кај земјоделците, особено мерката за 100.000 евра за млад брачен пар да се врати на земјоделство, но кои се другите новини што предвидува овој закон и во каква фаза е сега? Дали може кој сака слободно да се прикачи на платформата Енер да даде свој коментар, бидејќи ова се уште не е финална верзија на законот? Законот за земјоделство и рурален развој е основата на постоењето на земјоделството и регулирање на процесите. Се одлучивме на една ваква измена се со цел покрај усогласувањата кои што следат со европските трендови да направиме една модификација и реструктурирање на целото земјоделско производство. Би спомнал три основни постулати кои што се регулираат во делот на овој закон. Тоа е уредувањето на пазарите. Нудиме и нови мерки, која што спомнавте. Една е враќањето на млади брачни парови во рурални средини, започнување на земјоделска дејност и така натака. Нормално ќе имаме дефинирање на стратешките производи кои што се важни за државата. Сегашниот предлог закон предвидува да на предлог на министерот владата носи предлог листа на стратешки производи кои што се битни за државата, кои што треба да влезат. Тоа ќе значи одредена заштита, производни цени дефинирани, бидејќи тоа сме го ветиле во изминатиот период и затоа сакаме да го ставиме во една правна рамка и нормално дефинирање на вистинската смисла на зборот земјоделец. Другата тема која што силно одекна во јавноста кај земјоделците, бидејќи земјоделството е на некој начин веќе не е социјална категорија, треба да се гледа како бизнис, треба да се гледа преку бројки. Она што излезе статистичките податоци од Државниот завод за статистика, споредбено со првиот квартал 24-та, со првиот квартал 25-та година, имаме сериозно поместување во позитива. За зелката знаеме, но дали е само зелката таа што придонесе за ваков рад? Игор, видете, во делот на она што го објави Државниот завод за статистика во делот на откуп и продажба на земјоделски производи, споредбено со овие два квартали, имаме сериозен раст во делот на житата. Таму растот е 42%. Зборам споредбено 24 со 25. Во делот на градинарството, споредбено со 24 и 25 имаме раст од 50%. Во делот на овоштарство и лозарство 12%. Во делот на овошјето 12% раст, што е сериозна поместување во една позитивна насока. Во делот на сточарството поместувањето е трендот на раст е 13%. Во делот на млеко 9%, во делот на живини јајца 63%. Но кај имаме и негативен тренд во... Да, појаснувањето тука е дека тука во делот, ако погледнете, значи сакам конкретно и крајно искрено, во делот на индустријските растенија имаме негативен тренд од 59%. Зошто? Затоа што 2024 година откупот на тутунот се случи во месеците јануар-февруар, бидејќи доснеше откупот, знаете дека имаше несогласување околу цената и така натака, и практично најголемата количина се откупи во првиот квартал 24 година. Сега 2025-та најголема количина се откупи во последниот квартал од 24 година, затоа што во месеците јануар-февруар 25-та многу малку остана за предавање и затоа е тука тој дисбаланс. Субвенциите се секогаш тема што многу ги интересира земјоделците, се ближи рокот до кога треба да ги пријавуваат, да завршат со пријавување. Ќе имали поместување на роковите? Вообичаено знае да прави Министерството таква отстапка за да им излезе во пресрет на земјоделците? Да, веќе од идната недела ќе почне аплицирањето за субвенциите. Тука имаме некое задоцнување од 20 на дена заради технички причини кои што практично агенцијата влезе во еден процес кој што го наследи од претходната власт во делот на системите кои што не беа превземени целосно адаптирани, меѓутоа и беа зафатени со доисплата на субвенции. Така да ние на вчерашната седница донесоме одлука пријавувањето на субвенциите да трае односно е пролонгирано до 31.7. Наредниве 10 на дена ќе следи основната мерка која што е од 2024 за овчарството и говедарството ќе биде пуштена према производителите. Пријавувањето ќе тече, како што кажав, наредниве 2 месеци. Дополнително вчерашната седница, она што го бара овчарите за откупот на јагнето од реколта 25-та сега, што често го коментира. Дека има тежок услов за исполнување. Така е, условот за 50% предадено во кланичен капацитет, на вчерашната седница условот го намаливме на 30% согласно барањата на овчарите од нашата држава, така да и тука излегуваме во пресрет на оние барања кои што заедно ги креираме и сите оние
нели отворени прашања кои што ги имаме со земјоделците. Министре, ви благодарам за овој гостување во Благодарам Канада. на вашето присуство.